Власта упорно се фали дека сме најдобрата економија во Европа и во светот. Народот пак постојано се жали дека сме сиромашни и дека едва изврзуваме крај со крај. Македонија е рекордер по стапката на невработеност. Го држиме рекордот и според бројот на лица кои поради економски причини се иселиле од своите родни огништа и отишле да го бараат својот спас некаде далеку од својата земја. Стотици илјади млади луѓе ја напуштија Македонија во овие 10 години. Рече си да нема куќа без кредити и долгови. Гевгелија, за жал, не е исклучок. Централните и локалните власти ветуваат се и се што, а народот од тоа не доби ништо. И во 2009 и во 2013 ВМРО ДПМН ветуваше развој на 2 индустријски зони близу селото Прдејци со милионски инвестиции и илјадници вработувања. Во добро познатиот стил на ВМРО ДПМН имаше спектакуларни ветувања, сечења ленти и поттикнување лажни надежи. Ова се сликите од најавените и никогаш неостварени индустријски зони, празни ниви обраснати со диви треви и овци. Власта на ВМРО ДПМН ветуваше и преместување на Гевгелискиот пазар. Ветен во 2009 година, Гевгелискиот нов пазар и во 2016 се уште е во почетна фаза на градба и со тоа е Гинисов рекорд како најдолго граден пазар во светот. 18 милиони евра државни пари беа инвестирани во изградба на патот до ски центарот Кожув. Еве ја сликата од руинираниот и запуштен пат до ски центарот, кој и самиот денес е под стечај. Покрај сево ова, ВМРО ДПМН упорно тврди: ние почнуваме. Завршува филмот на ВМРО ДПМН. Граѓаните на овој режим на 11 декември ќе им ја скинат лентата. Мед и ум на продукција Банго, овеше увертира. Господин Поцков, за каков нов почеток говори сега ВМРО ДПМН? Најпрво добро вечер. Не знам, и јас слушам, еве, актуелно е господин Никола Груевски зборува за некој нов почеток, го слушам и не ми се верувам, му се чудам на паметот. 10 години власт. 10 години власт и тој бара шанса за нов почеток. За тие 10 години се уништија што беше направено во Република Македонија. Единствено што се слагам дека ќе има нов почеток, значи што се слагам со него, новиот почеток ќе биде на 12 декември по неговото заминување, во која пошто очекувам, значи, брзо враќање на Македонија на вистинските стази и формирање на влада на чело со опозицијата. Така да правото на нов почеток во Република Македонија ќе биде, можноста ќе има опозицијата предводна од СДСМ. Го видовте почетокот на емисијата Економска зона Прдејци, ски центар, пазар. Веројатно тие не можат да го отворат пазарот некој четврточен ден, туку повторно ќе чека да тоа бидат во некои избори и ќе го премачкат ова нивно толку годишно доцнење. Ова гевгелиска власт не е во состојба да направи 3 бисти што ги вети, што се усвоени како одлука во Советот на општина Гевгелија. Ова гевгелиска власт не е во состојба да однесе еден лимарски работник да го поправи споменикот на слободата, а камо и за такви инвестиции. Па потполно се слагам со вас, тие се често експлоатирани теми и на вашиот медиум, во вашите емисии. Се што е ветено и од централната и локалната власт, или е нешто во почеток, или е нешто со зборчето ке пред секои избори, наменето наменето и со употребна вредност, нешто да се обеќе, меѓутоа далеку е тоа од реалноста. Знаете, ги начнавте тие во прилогот што го гледав, ги начнавте тие 3-4 битни работи за општина Гевгелија, економската зона кај што се ветуваше нови вработувања. Знаете дека невработеноста е секаде горлив проблем, така и во општина Гевгелија, од економската зона
кај Пардаици нема ништо. Ски центарот Кожев, доста често сум зборувал на таа тема, 18 милиони евра, тоа е равно на 9 основни општински буџета на општина Гевгелија. 9 годишен мандат на било кој градоначелник да може да твори, да прави капитални инвестиции во општина Гевгелија за да решава комунални инфраструктурни потреби и проблеми на граѓаните, а тие се фрлени, отидени се во патот кој не е во функција. И ова што го велите за градското пазариште, не е само градското пазариште, ја подсетам, имаше виртуелна една слика на Гевгелискиот плоштад и тоа беше ветено. Меѓу тоа сето нема ништо. Тоа е ВМРО ДПМН. Празни влаги, празни обеќања, меѓутоа мислам дека веќе на сето тоа доаѓа крај, нема веќе публика за нивните, за што ќе ги абсорбира и ќе верува во зборот ќе направиме, бидејќи сепак централна власт 10 години, локална самоуправа 8 години, така да моето цврсто верување на 12 декември збогом Никола, некаде крај на март, почеток на април 2017, збогов има Франгов. Има се уште граѓани кои се верни по она максимата за ВМРО, верни до гро П со П. Како на таквите граѓани ќе им раскажете вие од СДСМ, ќе им ветите, како вие СДСМ го гледате предприемаштвото реално, а не имагинарно? Па тоа го имаме ние во нашата програма. Често не обвинува дека немаме програма, немаме проекти. Ние не се бавиме со ситни проектчиња, отварање на селски чешми или на асфалтирање на 50 метри улица и да го пишеме во програмата дека и тоа како бројка проект. Ние ќе се бавиме значи за суштински теми, суштински прашања и во делот на економијата внимание посветуваме на предприемаштвото. Тука сакам да истакнам 3 работи кои првата е битна за да има предприемаштво, како што е тоа секаде во развиените пазарни економии, најпрво треба да има слободоумие, слободен дух. Човекот, секој што е склон на предприемаштво, треба да се чувствува слободен. Значи не во стеги. Македонија, начело со ВМРО ДПМН, изгради таква власт, таква диктатура, кај што зборот слобода треба да дојде после 12 декември со снимнување на ова власт. Значи не може да очекуваме ние предприемаштво да го развиваат луѓе кои се чувствуваат неслободни, некреативни. Тоа е едната работа и затоа очекувам, значи како предуслов на 12 декември по смената на власт да ја почувствуваат таа слобода. Второ, СДСМ како една влада ќе дава по 10.000 евра неповратни средства за секоја одржлива предприемашка бизнис идеја. Значи зборам за неповратни средства. Значи концептот на ВМРО ДПМН преку ваучери давање на 3.000 евра за секој едно. Еко се одбие ДДВ-то тука колку дава државата уште многу. И плюс имаат обврска да тоа го вратат. Збориме за 10.000 евра неповратни средства за секоја одржлива бизнис идеја. И третата работа е не збориме само за финансова поддршка, него инфраструктурна поддршка. Ќе има регионални стартап центри, тоа се бизнис инкубатори, каде што на фирмите кои почнуваат ќе им се нуди можност за бесплатно користење на инфраструктура, канцеларии, правна помош, друга помош што ќе им бидат во делот на трошоците кои им се потребни, ќе им бидат овозможено, значи старт и со почетен капитал кој ќе го добијат од државата 10.000 евра неповратни средства. И втората работа е за тоа што во моментот на почеток на развивањето на таа бизнис идеја за нив представува трошок, нема да го чувствуваат како трошок, бидејќи во делот на инфраструктурата тоа ќе биде покриено од страна на државата. За новите вработувања од програмата на СДСМ? Програмата на СДСМ нуди, значи, за еден мандат, не само што нуди, реално остварливо, отварање на 64.000 нови работни места, тоа ќе му дојде некаде на годишно ниво 16.000 нови работни места, ама не такви како што ги прави ова власт предводно од ВМРО ДПМН, со некои минимални плати или во делот на технолошко-индустријските развојни зони. Ние збориме за нови работни места кои ќе се вградат 64.000 нови работни места кои ќе се градат во македонската економија со буџетски пари кои ќе бидат
овозможни како стимулација дадени на работодавачите за да се потигне вработување во реалниот сектор со унапред утврдено, бидејќи програмата, економска дел од програмата не е сам за себе, него е дел од целокупната програма, кај што зборуваме за минимални плати, за доход во секоја фамилија од пристоен доход од 500 евра, тоест нашето гледање како социјалдемократи да ја вратиме средната класа. За таа намена, значи, државата ќе издвои 22 милиони евра во почетокот, а до крајот на мандатот за 4 години, значи таа сума би била некаде околу 33 милиони евра, значи пари кои преку агенцията за вработување ќе го потикнат вработувањето и ќе направат можност за отварање на 64.000 нови работни места, напоменувам, во реалниот сектор со пристојни плати. Неподнослив е, господин Поцков, веќе популизмот на ВМРО ДПМН во врска со оние странските инвестиции. Ќе бидат ли домашните инвеститори хендикепирани заради странските инвестиции? Не, тоа е, значи тука се разликуваме ние со ВМРО ДПМН, тие се два различни концепти. Значи сакам да кажам дека буџетските пари се ограничен ресурс, како и сите други ресурси, парите во буџетот, значи се ограничен ресурс и многу е битна нивната намена. До сега тие пари одеа за потикнување на работни места во тир зоните, кај странските инвеститори, меѓутоа никој пат не чувме јавна дебата за да се види колку корист има Македонија од субвенционирањето на таквите работни места. Дури и во Собранието на Република Македонија, кој се распушти, кај што јас бев пратеник, често пати дебатиравме на таа тема и добивавме и писмени документи и одговори дека тоа е под превезот тајна, не знам зашто е тајна, се зборува за јавни буџетски пари, мои, твои, на сите нас, и никој пат не знаевме, освен одреден број на луѓе, колку кошта едно субвенционирано работно место на страните инвеститори. Да ве потсетам, буџетот го полнат домашните фирми, а од истиот тој буџет пари се префрлат за стимулации кај страните инвеститори. СДСМ ќе го смени тој концепт, ние немаме ништо против страните инвеститори, меѓутоа за нас парите како ограничен ресурс ќе ги финансираме таму кај што сметаме дека ќе дадат најдобри резултати. Сметаме дека буџетските пари многу подобро ќе бидат оплодени, ќе доведат до развивање на македонската економија ако бидат наменати кај домашните фирми. За таа цел ние предвидуваме за 4-годишен мандат некаде околу 140 милиони евра пари од буџетот на Република Македонија да дадеме за поддршка на домашните предпријатија. Сакам само да ја нагласам разликата, што е тоа што, бидејќи на почетокот реков дека се разликуваме од ВМРО ДПМН, еве во буџетот за 2017 или буџетот што се уште е на снага за 2016, бидејќи е јавен документ, секој може да види дека таму е предвидено на годишно ниво поддршка на домашните предпријатија во износ од 200.000 евра. Ние збориме за 140 милиона евра за мандат од 4 години. Драги пријатели на Медии Ум, ова е се легитимно во врските на интернетот што го изработува продукцијата Банго, значи не е казливо. Како СДСМ ќе се справува со казните, господин Поцков? На кои казни мислите? На сите во Република Македонија. Како беше казнуван народот од режимот? Казните на физичките, на правните лица, имаме пристап, иста е филозофијата на пристапот, меѓутоа знаете дека во делот на физичките лица имаме што е тоа што ќе го смениме кај извршителите, што е тоа што ќе го смениме начинот на пристап, кај правните лица ќе елаборирам малку подоцна, меѓутоа сакам да кажам дека концептот ќе биде не репресија, не казна по секоја цена за полнење на буџетот на Република Македонија, бидејќи за нас, ние кажавме и нашиот слоган за овие избори е граѓанинот пред се. Државата мора да биде слуга на секој граѓанин во Република Македонија. Така и одговорно ќе се понаша идната власт на Социјалдемократскиот сојуз. Во делот кај правните лица, тоа што беше казна, ќе ви дадам еден податок. Во март 2016 година од вкупно регистрирани околу 205.000 правни субјекти во Република Македонија, дури 67.000 од тие истите субјекти, тоа му доаѓа некаде околу 1/3, ако не се лажам, имаат блокирани жиросметки.
токму заради голем дел од казнената политика која води власта на ВМРО ДПМН. Значи, истото што го реков за физичките лица, за граѓаните на Република Македонија, нашиот однос ќе биде ист и со фирмите, правните субјекти на Република Македонија. Ние ќе бидеме пријателски расположени и тие треба да чувствуваат дека државата е сервис на граѓаните, а не дека е репресивна рака, репресивен орган кој за секоја минимално прекршување на законот ќе им испорача казна се со цел да буџетот на Република Македонија биде наполнет, а врхушката на власт да се го троши на нетранспарентен начин и колку што може повеќе да зема провизии од секое трошење на јавните пари. Господин Поцков, ќе ве следиме за време на кампањата, а сега уште еднаш благодарам за вниманието, за учеството во емисијата, а сега уште еднаш да го видиме крајот за лошиот филм на ВМРО ДПМН. Благодарам на вас. Власта упорно се фали дека сме најдобрата економија во Европа и во светот. Народот пак постојано се жали дека сме сиромашни и дека едва испазуваме крај со крај. Македонија е рекордер по стапката на невработеност. Го држиме рекордот и според бројот на лица кои поради економски причини се иселиле од своите родни огништа и отишле да го бараат својот спас некаде далеку од својата земја. Стотици илјади млади луѓе ја напуштија Македонија во овие 10 години. Рече си да нема куќа без кредити и долгови. Гевгелија, за жал, не е исклучок. Централните и локалните власти ветуваат се и се што, а народот од тоа не доби ништо. И во 2009 и во 2013 ВМРО ДПМН ветуваше развој на 2 индустријски зони близу селото Прдејци со милионски инвестиции и илјадници вработувања. Во добро познатиот стил на ВМРО ДПМН имаше спектакуларни ветувања, сечења ленти и поттикнување лажни надежи. Ова се сликите од најавените и никогаш неостварени индустријски зони, празни ниви обраснати со диви треви и овци. Власта на ВМРО ДПМН ветуваше и преместување на Гевгелискиот пазар. Ветен во 2009 година, Гевгелискиот нов пазар и во 2016 се уште е во почетна фаза на градба и со тоа е Гинисов рекорд како најдолго граден пазар во светот. 18 милиони евра државни пари беа инвестирани во изградба на патот до ски центарот Кожув. Еве ја сликата од руинираниот и запуштен пат до ски центарот, кој и самиот денес е под стечај. Покрај сево ова, ВМРО ДПМН упорно тврди, ние почнуваме. Завршува филмот на ВМРО ДПМН. Граѓаните на овој режим на 11 декември ќе им ја скинат лентата.